Еѓуптино и змеот на бачило. Чита Александар Станојков. Отишол еден Еѓуптин на некое бачило за да се изнајадит изварка и млеко. Му дал бачот изварка и се изнајал. Арно ама му се пиело и благо млеко, та му посакал на бачот и млеко за да се понапиет. Бачот му рекол: "Јади изварка, море Еѓуптине, и стани побар го иси, оти сега ќе дојде еден змев за да го испиет полниот котел млеко. Знаеш оти троа да е празен, не ќе да го пиет, и голем пакоз ми правит. Да за тоа не додевај, доста ти е изварката." Уште не беше дорекол бачот збороите, втасал змеот. "Што си дошол ти бре овде?" му рекол змеот на Еѓуптино налутено. "Јунак сум, за тоа сум дошол," му рече Еѓуптинот. Што јуноство имаш?" му рече змеот. "Кажи го да ти го видам." За късмет му се згоди во едната рака полна со изварка и му рече на змеот: "Јунастото моје е камен бел утрак да го прицнам вода да пушти. Ја пули ми се во рака да видиш како бидоат јунак еднашка." И ја притисна што да можити не можити изварката, да протече вода од неа. Кога виде змеот, се зачуди на тоа јунаство. Ај сега ти напре некој јунаство, некој марифет," му рече Еѓуптино на змеот. "Да направам," му рече змеот. И го кренал котелот со млеко, таа го испил и го врлил над себе дури до облаци, и враќајќум се котелот го начекал на малиот прс од раката. Виде јуначе," му рече змеот на Еѓуптинот. "Што јунаство имам? Ај бидуваш да бидеме побратими?" "Бидувам," му рекол Еѓуптино. И се здружијата си тргнаа низ планина да одат. Одија и најдо една цреша што здрели цреши, да се наврте змеот да јади цреши. Ја вати црешата од врвот и ја наведи до земи. Се ватил Еѓуптинот за една гранка и си јадел цреши. Дури да се не јадите Еѓуптинот и да му плука коските и да треби топашти, змеот се најал и ја отпуштил црешата откако што ја држал. Кревајќи се црешата на угоре, силно ти го преврли Еѓуптинот преку неа, чунки беше се држал за една гранка кога зобал цреши и ти паднал на едни расие. За късмет да се погоди кај што паднал еден зајак и ти го ватил, та полека се испраил и ватил да се пули твамо тамо. Го гледал змеот и се чудел. "Море што така направи бре јуначе?" му рекол змеот. "Зошто ја прескочи црешата?" "Дека го видов зајакот, пријателе," му рекол Еѓуптинот. "За да го ватам сакав, затоа прескочив преку цреш." Тогај се зачудил уште поеќе змеот за лагата од Еѓуптинот. Поодија уште малку низ планина и му се пријало на змеот. "Море јуначе бре, мене ми се пријадоат, туку ај да ручаме," му рече змеот на Еѓуптинот. "Арно, ами што ќе ручаме?" му рече Еѓуптинот. "Јас одаде, ти донаде, да спотераме низ планинава некој елен, некоја срна да ватиме," му рекол змеот и влегол в планина. Тако си спотерал се што имаше животинки, као беа трештиле да бегаат, кога беше видел Еѓуптинот, на чудо станал и уште малце ќе умреше од страв од тие пусти мечки и диви свињи. За късметот негов се погоди до него едно дрво шупливо и се пикна внатре да се скрие за да не го изедат мечките. Кога видел едно седело од едно врапче во дрвото и врабицата си квачала јајцата, посигнал веднаш и го ватил врапчето. Откога се претераа ѓурултиите, дојде змеот на другиот крај и свикал по побратима си. Побратиме, кај си, дали вати нешто?" Од тука после, откога чуе Еѓуптино гласо од змеот, трчаница појде кај него и му се поплака и да не претерат некоја животинка за да ватит, туку да се мачит да ваќат од пилците што летаат. "Бре, да ништо не премина пред тебе животно," му рече змеот. "Ако јас ватив една срна, па неа ќе јадиме." Ја закла змеот срната и кладе да се печи.
Ај побратиме, земи ја кожава од црнава и појди наполни ја со вода да донесеш за да пиеме дури да се испечи црнава. После зеде Еѓуптинот кожата и дојде до една река, па ја наполни со вода и опна да ја кренит. Бре, братко, се крева с толка вода? Никош. Како се мачи, се труди, Арно туку не можит. Се испече срната и чекал змеот за да донесит вода и да ручаат. Чекал, го немало. Стана сам за да види што стори со водата. Кога појде, го најде кај туку копат со раце. Море, што преш така, пријателе, бре? Му рече змеот. Што туку копаш? Копам за да ја донесам реката таму кај што ќе ручаме. Чум ти саде со еден мев вода што ќе натопиме, а? Али грлото, али јазикот? Мора, ајде, белким ќе биде доста ова што е во меот. Еве, јас ќе ја кренам и ќе ја однесам. Да, ај, тргај да ручаме. Си појдоа и седнаа да јадат месо. За да не се сетитот и не може да јадет многу месо, Еѓуптинот го подлажувал змеата го за да се опудит некаде и Еѓуптинот врлал месо зад себе. Со така го надлажал и во јадењето. Кога видел змеот ваквија лукавства и јунаштва во Еѓуптинот, се зачудил и многу се уплашил. Намислил некако да се куртулисат од него. Думат. Вечерта дојдоа до еден дол и виде змеотот и таму било Арно за да лежат. Пријателе, му рекол змеот, овде е Арно да лежиме оваа вечер. Ај ти легни си на крајот, а јас до тебе, за да те вардам ноќеска од некој лоши зверо и да не те изедат. Си легна Еѓуптинот на крајот. Арно туку, тој поѓал беше од него, ти ќе му текнал и ќе го туркат во долот. Едно заспал змеот и взел Еѓуптинот еден ќутук, да го наметнал со јакулето и го преишол отаде долу. Некое време се разбудил змеот и го турнал ќутукот во долот. Ха, сега, рекол змеот, дури сега го гостив, ќе се сторит парчиња во долот. Во зората, ете ти го Еѓуптинот кај туку сидит наметнат со јакулето и едно го виде змеот, баје се уплашил. Море, кај си, бре, пријателе, му рече змеот. Еве сум, му рече Еѓуптинот. Не ме бенди са ноќеска лежењето, туку сум ти прескочил долов за на другиот крај, пораат да ти спијам. Си рекол змеот сам со себе. Што јунак бил, што алсеченето време страв ќе ме јадит. Како да правам, како да чинам? Се дума, се мисли, како да му правит, да му направит некое друго лошо. Ами, ако го сетите Еѓуптинот, после треба да го загубит? Најпосле рекол, ајде на овега едно добро праење да куртулисување. Како што се думал змеот, Еѓуптинот го познал оти од него уплашен и како насмеа му рекол, пријателе мој, што тук се думаш, а ја на лов да ојме, јај да се бориме, оти вака, јас не без работа не можам да стојам. Ај да се еглендисуваме, а? Со прво го вати Еѓуптинот змеот за полојна за да го подкрени од земи. Ами, Арно туку, ич се крева змев, само го потргна колку еден гајтан од земи и го пушти. Го вати змеот Еѓуптина го за полојна и што туку беше го притеснал малку, многу, уште малце ако не го пуштеше ќе му пукне шемеот. Му се ополил змеот во очи, го гледа, извртил очи, брате, мило како некои тупаници. Море, што така се пулиш по братиме, бре? Му рекол змеот. Се пулам по братиме, му рекол Еѓуптин, за на која планина да те врлам. Амам по братиме, му рекол змеот, не врлај ме, оти ќе ти давам еден тоар пари. Ајде ќе те простам, му рекол Еѓуптинот, туку парите ти ќе ми донесеш дури дома. Пеќе, му рекол змеот, така нека бидит. Отиде кај што знаеше змеот, се тоари со пари и тргна да му и носи дури дома на Еѓуптинот. После одија и приближија до черѓите од Еѓуптинот. Прашал змеот за черѓите што сет.
Еѓуптинот му рекол оти куќите негови се покриени со кожи од јунаци што и тепал тој и му ја одерувал кожите, та и клавал да се сушат. Откога чу змејот тој збор, му трепнало срцето од страф и му рекол: напари ве побратимот, јас ќе се вратам назад за да ти донесам уште еден тоар. Му и отпуштил на земи и бегај да бегаме назад од еѓупските страои, за да не му ја одерити нему кожата. Приказна знаев, приказна ви кажав. Вам вистина мене лага.